Младите кои сакаат да почнат да се занимаваат со земјоделство ќе добијат пари од државата. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави јавен повик за помош на млади земјоделци на возраст од 18 до 40 години, кои за прв пат започнуваат да се занимаваат со земјоделие. Покрај возраста, услов е апликантите да се запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во последните 18 месеци. Земјоделците кои ќе ги исполнат критериумите може да добијат максимум 600.000 денари неповратен грант од државата. Максималната финансиска поддршка по корисник за мерката 112 изнесува 600.000 денари, односно 100% од направените трошоци. Овие предвидени средства ќе се доделуваат за период на реализација на деловниот план и ќе се исплаќаат на годишно ниво, но најмногу на 3 рати. Дополнително, предвидена е и 40% авансна исплата на предметната инвестиција. Популацијата во агросекторот старе, загрижува фактот што во иднина ќе нема кој да ги обработува нивите. Со цел поттикнување што повеќе млади да започнат да се занимаваат со земјоделие, годинава се олеснети критериумите за повикот. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најавуваат дека и понатака ќе се преземаат мерки за да се поттикне развојот на земјоделството и да се поттикнат младите да влезат во секторот и да се зголеми домашното производство. Целта на владата е Македонија од увозник да стане земја извозник. Овој јавен повик е само еден стимул на нашите млади да влезат во секторот земјоделство и истите да продолжат да го движат процесот во производството на квалитетна храна. Новата енергија во земјоделството е потребна за да се зголеми производството на храна, со што ќе станеме земја која што ќе извезува квалитетни земјоделски производи и по тоа ќе станеме и понатаму препознатливи. Инаку на јавниот повик предност ќе имаат младите жени земјоделки, членови на задруги, млади со завршено земјоделско или ветеринарно образование, како и оние кои сакаат да инвестираат во механизација и опрема за преработка и сточарско производство, информираат од Агенцијата за финансиска поддршка и руралниот развој. Аплицирањето за оваа мерка се врши по електронски пат најдоцна до 9 мај годинава.